Добро дојдовте и тие што дојдовте малце покасно. Се надевам имавте благословена недела. Поминавте убаво време дома, не знам дали се одморивте од зимскиот одмор, не знам. Пошто зимските одмори обично се умори, кога ќе тргнете по сите роднини да ги шетате, да станат такво, што да правиме. Ти што сте на скијање, ти што сте назад, повелете напред, има уште место, слободно влезете, ако сакате. За денес ќе читаме еден текст кој верувам дека Господ ми го стави на срце пред месец и пол, кој мене многу ми зборуваше, така да јас ќе ве замолам да станете додека го читаме текстот, да го читаме Божиот збор. Ќе читам од Евангелието според Марко, 14 глава, 3 до 9 стих. Значи, Марко 14, 3 до 9. Вели вака. А кога тој беше во Витанија и седеше на трпеза во куќата на Симон лепрозниот, дојде една жена со алабастерен сад со скапоцено и чисто нардово миро. И кога искажи садот, го изли мирото врз неговата глава. Имаше некои што негодуваа во себе и говореа: зошто мирото да се растура? Тоа можеше да се продаде за повеќе од 300 динари и да им се раздадат на сиромасите. И негодуваа против неа. Но Исус рече: оставете ја. Зошто ја обеспокојувате? Таа направи добро дело кон мене. Сиромасите секогаш ги имате со вас и кога и да сакате можете да им направите добро, но ме немате секогаш. Таа го направи тоа што можеше, однапред го помаза моето тело за погребение. Вистина ви велам, каде и да се проповеда ова благовестие по сиот свет, ќе се прикажува и ова што таа го направи за неизин спомен. Амин. Така и ние се спомнуваме за делото кое таа го направи по целиот свет. Амин. Може да седнете. Тоа е една реално неверојатна приказна. Контекстот во кој се случува е многу интересен. Да бидам искрен, малку приказни завршиле во сите евангелија да бидат напишани, да ги има во сите евангелија. Има 4 евангелија. 3 од тие евангелија се викаат синоптички евангелија, Матеј, Марко и Лука. Имаат како да кажам, синоптички се затоа што така се напишани. Имаат, се претпоставува дека имале некој извор кој евангелистите го следеле и така ги пишувале евангелијата. Јован е друга приказна. Јован едноставно го пишува евангелијата од сосема друг агол, на друг начин, истакнува посебни работи кои за него се важни и за таа приказна, така да Јован евангелијата е малце посебно. Но како што кажав, малку приказни завршиле во сите евангелија да бидат напишани. Во две од евангелијата го нема опишани торѓањето на Исус. Но ова приказна е спомната во 3 евангелија. Ако го анализираме животот на нашиот Господ Исус, или ако имаме прилика да го прашаме за тоа кои му се некои омилени работи, не знам дали сте замислувале понекогаш така да се седите на кафе муавет со Исус и да го прашате некои онака секојдневни прашања. Не прашања за, знаете, они големите прашања за вечноста, за смислата на животот, туку некои секојдневни прашања, како на пример, кои му се омилени нешта на Исус? Кои му се омилени нешта? Јас да кажеме знам. Имам некои омилени работи кои сакам да си ги правам. Фани вчера сподели едно нешто кое ние често пати се го имаме, се вика фика. Не знам дали знаете што е фика. Знаете, секи ви објаснам. Во Шведска го откривме тој термин, а тоа е фика, тоа е нешто кое швеѓаните го прават неколку пати во денот. Значи работат и едноставно сакаат да имаат фика. Тоа е остари, остават работа, се седнуваат на кафе, си палат свеки, онака да имаат убава атмосфера, се седнуваат на кафе, суви колачи и 5-10 минути се седат и си имаат фика. После пак работа. И така имаат неколку пати во денот фика. Така да и на нас ни стана многу убав момент, онака драг момент да си имаме фика. Се седнуваме, фика имаме, тоа е тоа. Јас верувам дека Исус имал такви работи во животот. Ако седнеме да разговараме со него, што му биле некои умилени работи, јас верувам дека Витанија ќе биде едно од умилените места кои Исус ги посетил. Витанија. Ако читате евангелијата, ќе видите дека тука таму Исус кај да е, поминува низ Витанија. Има ручек во Витанија, има средба во Витанија. Оди на кај Јерусалим, први влегува во Витанија. Ќе отиде во Јерусалим, ќе проповеда во храмот, арно ама спие во Витанија.
Витанија се наоѓа на отприлика 3 километри од Ерусалим и во Витанија живеат неговите најдобри пријатели. Марта и Марија, ако сте слушнале за нив, и Лазар, воскреснатиот. Сите тие се од Витанија. Јас верувам дека местото, ако на Исус му кажете Витанија, има прекрасни чувства за тоа место. За едно такво место збориме. Јас мислам дека тоа е едно од местата каде што ние велиме Исус си ги полнил батериите. Едноставно оди таму да си ги наполни тие негови батерии за да може да продолжи во животот. Исус многу ја сакаше Витанија. Има неколку аспекти на површина кои можеме да ги видиме во овој текст и јас сакам веднаш да ги изложам пред вас, без да одам стих по стих, после ќе отидеме стих по стих, некои важни работи ќе ги раскажеме. Прва работа. Зошто Исус додава толкаво значење на она што го направи жената за него? Зошто Исус даде толкаво значење на тоа помазание во Витанија? На крај крајава имаше домакин во чија куќа имаше организирано забава во чест на Исус. Значи Исус беше кај Симон, сега многу лош надимак е, кај Симон Лепрозниот. Така да вика, не е некој ово име, ама човекот така се вика, Симон Лепрозниот. Кај него биле, очигледно човекот дека не бил лепрозен во таа класична смисла на зборот, затоа што ако бил лепрозен не могло да одат кај него. Едноставно си има посебно место за лепрозните и не се дружиле луѓето, ти биле нечисти. Симон Лепрозниот можеби имал некаква кожна болест која не била заразна или не била разорна за човекот и така натаму, но така го завикале. Значи тој Симон приготвил забава за Исус. Исус бил таму со апостолите, значи му кажал чест човекот. Исус беше посебен гостин на таа забава. Каде и да беше поканет, тој беше посебен гостин. И верувам дека луѓето го третирале посебно како гост. Знаете, кој ќе види некој почесен гостин, се припремава малце по-посебно, знаете. Има некои од нас кои се полабави и сакаме да се правиме фраери, јас се понашам исто секаде, ама знаете ли што? Ако биеме искрени, кога доаѓа некој посебен гостин, ни малку по-посебно се припремаме, колку и да е обично тоа на сите можни страни. Исус како гост не може во таа реченица да не ја приметам дистанцата во тој збор. Кој кажете дека некој е гост. Има дистанца во тој збор. Колку и чест да искажете, има дистанца. Има многу луѓе кои го третираат Исус токму така, како гост. На некој начин, додека е присутен, се вади од пиле млеко, така викаме ние, нели? Но очекувањето е дека тој гост кај да ќе си оди, затоа што јас имам мој распоред, имам мои приоритети, едноставно може да остане гостен, сакате? И народски кажано, секој гост е добре дојден до колку? 3 дена. 3 дена и веќе почнуваме да, мислам, треба да го потсетиме човекот за да си оди. Така вели народната поговорка. Оваа жена, еден аспект е многу важен. Оваа жена дојде многу близко до Исус. Таа се приближи на Исус како никој друг. Таа се приближи на Исус како никој друг. Честопати Исус беше тој што правеше нешто за луѓето. И во сите аспекти. Исус прави нешто за луѓето. Тој дава, тој нешто истура врз луѓето, тој нешто се дава себе си. Дури во контекстот на најблиските, тој им ги мие нозете. Тој ги бранеше, тој ги заштити од војниците. Се спогоди со војниците на лице место кога го апсеа. Фатете ме мене, пуштете ги нив. Во тој момент тој се справуваше, ги штитеше нив. Тој се даваше. Ова е еден од ретките случаи кога некој друг нешто прави за него. Жената која според Евангелието на Јован се работи за Марија, остави сестрата на Марта и на Лазар, која во таа пригода служеше во куќата на Симон Лепрозниот, кога тој го организирал, не знам, дочекувањето на Исус, тој ги повикал пријателите на Исус да служат. И помеѓу тие жени кои служеле таму била Марта и Марија, каде Исус беше гостин. Таа жена, Марија, направи нешто посебно за Исус и беше една од тие која се доближи до него на еден вистински начин. Во текстот неколку пати е наведено дека станува збор за количество на масло кое вреди многу. Вредноста на тоа масло кое било истурено е многу. Ја направив некои математики се. Не сум добар математичар, но направив некои математики, ќе ме поправите ако нешто грешно. Не знам што е многу за вас, но мислам дека и во денешно време
парфем со таа цена се уште немам сретнато. Ја истражив малце на интернет кој е најскапиот парфем у денешно време. Се вика Luxurious Amalfi Power for Women. За жени, но не за мажи. Мажи, стики, пријатно, тоа е тоа. И чини $7,700. Толку чини парфемот. Не дека субстанцата внатре е толку вредна, туку самото шише е украсено со благородни метали, со сваровски кристали и така натаму. Толку чини $7,700. Ти викате тоа е многу, така? Вредноста на парфемот која е истурена врз Исус во тој момент, во тој даден момент, во наш контекст, македонски контекст, е $444,000. Толку вреди. Тоа масло. Затоа што маслото можело потенцијално да се продаде за 300 динарии. 1 динарии е една дневна плата за работник. И според таа некоја средна плата, ја што пресметав, од прилика во македонски контекст, бруто плата, не нето, бруто, е $444,000 динарии. Во германски контекст, таа плата е 2,5 милиони денари, или 40,480 евра. Толку кошта тоа што е истурено врз Исус во тој момент. И сикате подобро имало смисла тоа тие што онака не го дојде, сикате што направи оваа жена? Од кај се појави? Ќе ги почнеме настаните од 4 стих, затоа што сметам дека во самиот вовед покривме се што се случуваше и веќе имате некој контекст за што станува збор. Одиме понатоа. 4 стих вели вака, кога луѓето ја видаа жената што направи, кога видаа Марија, вели вака. Имаше некои што не го дува во себе и говореа: зошто мирото се растура? Во некои други преводи кажа дека огорчено и разлутено ја гледаа жената. Што направи оваа жена? Секогаш кога излегуваш од просекот на љубовта опатена према Исус, од прилика тоа е реакцијата на заедницата околу тебе, да знаете се. Ако твојата љубов према Исус некако очигледно или твојата преданост кон него е малце онака поизразена, заедницата, обично таа религиозната заедница, која да каже што му е на овој? Од кај се појави овој? Што си замислува овој? Има еден збор кој мене ми отскокнува во текстот. Тоа е зборот растура. Зошто се растура ова миро? Или подобро кажано, зошто се арчи ова? Зошто попусто се троши оваа течност, оваа скапоцена течност? Ќе се вратиме на овој збор. Само ќе ве оставам да го слушнете онака како што евангелистот го запишал. Да видиме што направи групата која седеше со Исус. Прва работа во стих 5 пишува дека тие ја укорија жената. Ја укоруваа. Тоа е една континуирана форма, значи не застана. Не кажа леле, знаете, она пасивно агресивно каже: убаво што направи. Многу убаво направи, саркастично онака да ја, туку ја укорува континуирано. Кога само религиозните луѓе ќе го вклучат своето мерило, имам чувство дека Бог станува од столче и многу внимателно слуша што се збори и што се прави. Кога религиозните луѓе ќе почнат да коментираат и да расудуваат, имам чувство дека тогаш, кога религиозните луѓе тоа го прават, Бог станува од столче и слуша да види внимателно што се збори во тој момент. Првата работа, зашто имам такво чувство е, затоа што религиозните луѓе се осудуваат да зборат во Негово име. Кога религиозните луѓе зборуваат што треба, што не треба, тие на некој начин се дрзнуваат да зборат во Божјо име. Кажуваат што Бог сака, што Бог не сака, кој е Божјото правило, кој не е Божјото правило, што му е угодно на него, што не му е угодно на него. И знаете ли што? Бог посебно сака да ги слушне тие зборови. Да види што збориме во тие моменти. Го знаете тоа чувство кога сте во друштво има многу галама. И од другиот крај на совата некако ќе го заслушнете вашето име. Ви тегнува во друштво, се зборите само одеднаш живко. Јас зборам тука, ама увото и таму ми е насочено да слушам што се збори. Мислам дека Исус така направи во овој момент. Тука се случува нешто, неговото внимание на Марија, тоа што Марија го прави за него, но ги слуша со уво ги слуша изборовите на заедницата. Што зборат тие за Марија? Имам чувство дека такво нешто се случува кај Бог, кога религиозните луѓе се вклучуваат во разговор на прифатливи нешта
и на неприфатливи нешта за Бог. Токму затоа што тие веруваат дека зборуваат во Негово име. Како што гледаме, тие ја укорува жената. Одмах се формира клуб на аналитичари кои пресметуваат како требало и како не требало да се постапи и самопрогласено поставуваат мерило и се коректив за однесувањето на поединците во групата. Имаме таква заедница. Си зема за право да го бранат Исус, без прито да бидат свесни за зборовите што ги употребуваат во овој момент. Прво го употребија зборот растура, се арчи. Тие не ни сваќаат како тоа звучи на Исус. Таа жена му дава прекрасен дар на Исус, а они викаат, што го трошиш тој дар на овој? Тој дар требаше да го дадеме на други. Отприлика така звучи тоа. Што го арчиме, што попусто го трошиме сега овде и во овој контекст ово? Ти воопшто не зедал во предвид дека кажа дека тоа нешто толку вредно со кој Исус беше помазан, дека го изарчиле на него, дека попусто потрошиле за него толку количество нардово миро и дека подобро ќе беше тоа да се предаде и да им се даде на другите. Подобри се парите отколку ова што ова жена го направи. Контекст. Како прво, јас не сакам да сум во позиција на Марија, на таа жена во тој момент. Да се жена во тој контекст, каде што се случило збивањето, веднаш те третираат како да не постоиш. Верувајте, тоа е као норматив, ти не постоиш. Служиш на масата и веројатно никој не би ти кажал благодарам. Тоа не постои. Таков е контекстот. И од друга страна, група мажи со општествен авторитет, кои веќе изгледаат застрашувачки за тебе, почнуваат да те укоруваат и можеби да те вреѓаат, кој знае што имало на таа маса. Во каква позиција е Марија во тој момент? Во каква позиција е Марија во тој момент? Јас ќе ви кажам во каква позиција е таа. Таа е безгласна. Марија не кажува ниту еден збор. Додека ја укорува, таа не кажа ништо. Ништо, апсолутно ништо. Но иако таа не кажа ништо, Исус кажа нешто. Исус ја бранеше Марија. Понекогаш треба да оставиме Исус да не брани, наместо ние да се зафатиме во мисија на само објаснување, само одбрана и кој знае што све не. Треба да оставиме простор за Исус да не брани. Незиното делување и молчење потсетува многу на природата на еден библиски лик. А тој библиски лик се вика Авел. Каин и Авел. Се слушна за Каин и Авел. Каин го уби Авел. Во приказната за Авел, Авел не кажува ниту еден збор. Всушност дури неговото име, знаете кој е значењето на Авел, неговото име? Ништавило. Тоа е буквално значењето на името Авел. Ништо. Авел е тој кој даде прекрасна, совршена жртва на Бог. Бог милостиво погледа на таа жртва и беше безгласен, не изости ниту еден збор. Но делото на Авел, жртвата на Авел, зборуваше многу силно низ историјата на човештвото. Неговото безгласно дело одекнува бесконечно. Делото на Авел ечеше многу силно, па дури и писателот на евреите го слушна тоа ехо. Или крвта негова која беше пролеана, која гласно зборуваше за праведникот кој беше убиен. Писателот на евреите со тоа што го става примерот на Авел и неговата жртва во контекст на Христос, покажува колкаво историско значење има Авел, иако во библиска наратива не кажал ниту еден збор. Авел е пример на кроткост и предаденост на Бог. Тоа е дефиниција според која се одредува жртвениот систем. Тој е прототипот со кој се споредуваше вистинскиот следбеник и идеалот кон кој се стремат светиите. Во Евреите 12 глава, 24 стих вели вака: и кон Исус, посредникот на новиот завет, и кон крвта за попрскување, се збори за Христовата крв, која нас не очистува, вели која зборува подобро од Авеловата. Зборува подобро или погласно од посовршено од Авеловата крв. До моментот на Исус, Авеловата крв е како некој прототип на жртва совршена, принесена пред Господ.
но со Исус. Исус е таа конечна жртва која беше пролеана за нас. Контекстот што сам да го кажам е дека Авел, тоест Марија како и Авел, во ова наратива е безгласна. Таа прави, таа служи, таа се дава себе си. И наместо таа да се правда, Христос ја застапува. Христос зборува за неја. Понатаму, откриваме една многу важна работа која според мене е навлезена во црквата, која е многу важна карактеристика, но според мене се крева на едно возвишено скалело на кој не треба да биде. Скромноста. Скромноста како крајна и највозвишена духовна доблест. Скромноста е многу важна, не ме разбирате погрешно. Скромноста е многу важна. Но овде во овој случај гледаме дека не е баш така. Не е крајна и возвишена духовна доблест. Скромноста, резервираноста и пресметливоста се големи непријатели, јас ќе кажам, на односот со Бог и предаденоста во тој однос од наша страна. Можеме во многу работи да бидеме скромни и воздржани, но во односот со Бог ние мораме да бидеме апсолутно предадени. Во овој аспект, скромноста е голем непријател на односот со Бог. Огромен непријател, страшен непријател. Многу онака као свето изгледа, но е многу страшна работа. Имаме многу скромни христијани, знаете. Имаме многу воздржани христијани. Имаме многу воздржани и скромни Божи деца, кои стојат на некаква дистанца, во некаква света дистанца. И кој го наметнуваат тоа како највозвишен стил на живот кој може да постои, ти се скромни. И изгледа тоа многу свето. Во овој аспект, тој е голем непријател на односот со Бог. Кај Бог нема резервираност и воздржаност по прашање на тој однос кон нас. Тие нешта во суштина се производ на религиозноста, а не на односот. Замислете да сте во интимен однос. Замислете го. Вие сте во интимен однос со некого каде највисоките вредности се воздржаноста, скромноста и пресметливоста. Во таквиот однос нема. Замислете во интимен однос. Немате воздржаност, скромност и пресметливост. Вие немате близина, немате однос. Вие имате можеби културно однесување во ред, но немате близок однос. Точка. Така е односот со Бог. Кога почнуваме да размислуваме за нашите дела и постапки, и што од нашите дела и постапки би било во ред, а што не, некако мојот впечаток е дека честопати завршуваме на некаква скромност како одговор за сите ситуации во животот. Колку да јадаме пијам? Скромно. Колку да читам и работам? Скромно. Релативно некако некоја златна средина тераме. Во случај на религиозните, луѓе го осудија расфрлањето на ресурси и повика на скромност кон Бог. Тоа го направи религиозните луѓе. Кои беа и неговите ученици, Христовите ученици, но не и Исус. На Исус му е угодно кога во занес и полет градиме однос со Него. Кога сме изгубени во таа љубов. Кога сме во еден занес кон Него. Затоа првата љубов, кога ќе се сетиме на првата љубов во нашата вера, е толку скапоцена, затоа што во првата љубов нема пресметување. Нема некоја скромност, нема некоја воздржаност. Ние сме all in и тоа е тоа. Марија немаше проблем што ќе кажат сите. Таа го искрши садот, не го отвори капачето, го искрши садот и го полеа маслото врз Исус. Можам да кажам дека ако Исус е новиот храм, како што тврдеше дека е новиот храм, ако тој е новиот крал кој ќе беше крунисан на Голгота, и во тој случај Марија ја имаше извршено улогата на помазанието, на миропомазанието. Во 1 Самуил 16 глава се случува помазанието на Давид за цар на Израел. И тоа го направи Самуил. На еден ист начин како што го направи Марија. Кој врши помазание на новиот крал во Израел во Стариот Завет? Некаде тоа е Самуил, пророкот, кој беше свештеник, водач. Самуил во одреден момент беше се на Израел. Тој беше пророк, тој беше водач, тој беше судија, се беше на израелците.
Самуил имаше повеќе улоги. Некаде тоа е Задок свештеникот, а некојаш тоа е Натан пророкот. Во суштина помазанието на неговиот цар го врши оној кој е пратен директно од Бог. Во овој случај тоа беше Марија. Марија беше пратена од Бог да го помаза Исус. Како што кажа Исус за моето погребение. Доаѓаме до еден од, за мене, најубавите делови во овој текст. Исус вели за Марија. Во нашиот превод е таа направи добро, таа ми направи добро. Во еден поконкретен превод, значењето на зборот кој го користи Исус во овој случај е нешто убаво. Убаво. Нешто убаво. Таа направи нешто убаво за мене. Убаво за мене. Таа не направи нешто корисно за мене, или нешто практично за мене, или нешто потребно за мене. Таа тоа што го направи е убаво за мене. И за мене тоа е многу важен збор. Често пати заради нашата скромност гледаме за Бог да направиме нешто корисно. Многу е важно да направиме нешто практично. Или нешто што е потребно. Няма која е потребата и задоволуваме потреби. Тоа е како наша мисија не тоа. Понекогаш тоа за жал е минимумот кој е прифатлив. Понекогаш доаѓаме во црква и бараме кој е минимумот кој е прифатлив за Бог. Јас многу често пати ги имам тие разговори. Кој е минимумот кој јас може да го дадам, а да биде доволно во овој однос со Бог? Јас обично не давам никаков одговор за тоа. Зашто не го одредувам јас тоа? Ти го одредуваш твојот дар, твојата жртва. Ти одредуваш кој е твојот однос со Бог. Понекогаш таа направи, таа Марија што го направи во овој момент беше убаво и тоа за Исус беше скапоцено и драго нешто. Сега беше презентирана мисијата на Фани или ова наставно што е за горна соба. Каде освен македонскиот дел од бендот ќе ни гостуваат и луѓе од страна и сето тоа ќе се сними за да биде квалитетно обработено и да биде материјал кој ќе биде за благослов на црквата и предса за слава Божја. Тоа е целата поента. Целата поента со Фани скоро секојдневно се подсетуваме да не се изгубиме во техничкиот дел на аспект, во техничкиот аспект на овој настан, во каналите на миксетата, во салата, во светлата, во не знам што све не. Се подсетуваме, или таа ме подсетува, морам да признам, таа почесто ме подсетува дека целта зашто го правиме тоа е слава Божја за благослов на неговата црква. Постојано и постојано се подсетуваме на таа работа. Да не забораваме зошто го правиме тоа што го правиме. Кога веќе зборуваме за музика, тие што сте малце навлезени во музиката, веќе навлегуваме во подрачје на уметноста. Во она димензија во која човекот црпи од нештата кои имаат безгранична вредност и остава скапоцени нешта во наследство. Музиката е многу чудна сфера во која човекот екзистира. Кога за прв пат со Фани зборуваше за настанот, направивме некаква пресметка колку тоа ќе кошта. И знаете, како прва пресметка беше вау, тоа ќе кошта многу, човече. И колку и време и енергија тоа ќе фати. Еден таков настан, тој е сериозен настан. Но со тек на време, како што се развиваше целата иницијатива, Бог ги придодаваше оние кои со цело срце и душа се приклучија кон таа визија и некако првичните пресметки едноставно не соодветствуваа со она што се случува на терен. Значи, тоа што вистински е потребно и во контекст на ресурси, и енергија, и внимание, и вложување, онака лично вложување, не беше дупло повеќе, беше 5 пати, 10 пати повеќе од нашите првични пресметки. Многу е, затоа што се работи за нешто кој до сега го немаме правено. Знаете, ние сме целосно посветени без резерва во таа мисија. И тоа е разбирливо. Но со тек на времето се приклучаа продуценти од Америка, кои според своето резиме, искрено да ви кажам, според нивното име, според нивното резиме, ние во ниедно друго сценарио, освен она кој Бог го реализира, ние не би можеле да си ги дозволиме тие луѓе. Нито се воопшто се поврзаме со тие луѓе, да ставиме во контакт со нив. Не постои такво сценарио. Не постои стратегија или имејл на кој ти можеш да пишеш да дојдеш до тие луѓе.
освен ако Бог не го отвори тој пат како што го направи тоа. Од друга страна тука е Фредерик, бубнjarот кој од време на време го гледате кај нас во црква. Фредерик, ви текнува на Фредерик? Да. Бубнjarот. Тој човек со своето искуство и талент е повеќе од предаден кон таа иницијатива. И во одредени моменти, искрено да бидам, иако тоа е наш настан, се обидувам да го следам. Човекот работи деноноќно на овој настан. Тој нема ќар од таа работа, разбирате ли? Он нема профит никој. Па дури и ни мисијски нема, он работи во Црна Гора. Тоа што ќе го работи тука, останува тука. Нема ништо во Црна Гора, тоа што го работи тука, што го вложува тука. Се обидувам да го следам јас, него наместо тој да ме следи мене. Го имаме хорот, кој постојано се собира и ги вежба песните. Бендот кој се посветува кон таа иницијатива. Во последната недела и човекот кој е дел Во последната недела човекот кој е дел од станица 26, овој тонецот таму, тонец се вика, ајде почекам малку. Сега полуго биде. Ја ќе заврши човекот. Ако праши да падне, ќе заврши. Океј, слушате? Ај Никол, пуштиме. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Само изгаси ги овие. Тунел, океј, фала. Пред некој ден ми се јави човекот од станица 26. Тој кај што ќе го правиме настан, тонецот ми се јави. И не ми се јави да праша нешто, туку ми се јави да ми каже нешто. Вика, Живко, ова што го гледаме е нешто неверојатно што ќе го правите, јас сум превозбуден сум, не знам ни како да мислам на таа работа. Вика, може би требаше да го организирате ова на некое друго место, поголемо место, има повеќе народ. Викам, вау, човекот, мислам кај него одиме, човекот не советува да одиме во поголема сала. Вика, ај нека е за прв пат кај нас, ама следен пат кога ќе правите да биде на поголемо место, повеќе народ да дојде. Затоа што ова вреди, тоа што го правите. Првичните пресметки кои ги имавме, и финансиски и од секој друг аспект, ги надмина сите првични предвидувања. Овој проект стана многу вреден од секој аспект. Луѓето почнаа да ги вложуваат скапоцените нешта во тој проект. Луѓе кои директно немаат и некаква придобивка и мисиска, ниту лична. Одеднаш гледам дека нешто убаво се создава за Божјата слава. Нешто убаво се прави. И луѓе вложуваат, апсолутно се вложуваат целосно во овој проект. Нешто убаво се случува. Да не забораваме дека освен практичен и корисен, Бог вложил многу труд сето да го направи убав. Барем јас така го гледам сетот. Не го гледам само како практичен, корисен. Бог вложил многу труд, многу труд да го направи светот убав. И всушност, убавите аспекти од овој свет нас не фасцинираат да гледаме Божјата убавина во овој свет. Неговата промисла. Оние бесконечно вредни нешта ги гледаме во овој свет. Убавите нешта. Во стих 7 ми се звели сиромасите. Оние кои се во фокусот на Христовата посебна љубов. Оние со кои Христос се поистоветува најчесто. Оние за кои Исус кажува дека ако сме направиле за нив нешто, како да сме направиле за Него. Исус во цело се поистоветува со тие најслабите, со тие отфрлените, со тие сиромашните. Но вели, дури и мисијата кон оние со кои Исус се поистоветува, може да ни го одврати погледот од Него. Можеме лесно да го промашиме Исус со мисијата за Него. Знаете, во таа служба во која јас сум, многу често има чести случаи во кои браковите се распагаат на проповедниците, на пасторите. Се распагаат. Има една поговорка во таа нашата мисија, вели, најпопуларната љубовница на пасторите е мисијата. Обично браковите се распагаат. Обично, кога ќе го одвратиш погледот од важните нешта, или го ставиш целосно врз мисијата, не врз Исус, таа мисија станува проблематична. Дури мисијата која Бог ни ја дава,
кон оние со кои тој се поистовета, може да го засени Исус, ако не сме внимателни. Исус кажа вака за Марија, таа го направи она што го можеше. Ова е толку важна изјава. Понекогаш не фаќа трема или ќе се вкочаниме од премногу размислување за тоа дали нешто што можеме да го направиме за Бог или го правиме за Него е доволно добро. Обично така пристапуваме, кога е за Бог мора да е најдобро. Или уште поважен аспект. Дали нешто што ги правиме за Бог се нешта кои се прифатливи за заедницата во која јас припаѓам? Дали сум во некаков контекст на нормата? Дали не се воздржувам доволно? Интересен аспект е безгласноста на Марија. Тоа не може, онака ме фасцинира постојано. Колку таа жена е безгласна во тоа што го прави. Не го разгласува тоа навсекаде. Знаете, мудриот Соломон ги каже многу зборови, наш слободен превод, многу глупости. Многу зборови, многу глупости. Незиното служење во тоа да го даде најдоброто за Исус, без да каже збор, без да разгласи, без да земе во обзир што ќе се каже за неја, што ќе мислат другите. Не се секираше да се објасно или да аргументира, или воопшто да зборува. Таа го даде најдоброто од себе. И тоа за Исус беше нешто убаво. Беше прекрасно. Дали имаш нешто убаво за Исус? Ја ќе ве прашам вака. Не корисно, не потребно, не некоја заповед која треба да се исполни. Нема од мене тој аспект во која е нашата должност према Исус, знаете ли, да го задоволиме тој критериум за после он да има должност према нас, нели? Дали имаме нешто убаво за Исус? Дали сме поттикнати да направиме нешто убаво за Него? Дали има нешто убаво за Исус? Ова случка открива нешто за Марија, но многу повеќе открива за Исус. Освен во страданијата, кои се брутален показател за Христовата човечка природа, овде и во овој случај гледаме нешто сосема поинаку. Христовото тело не е нешто кој тој само од потреба го зеде врз себе за да не спаси. Или тој стана човек за да не спаси. И тоа гледаме како нешто кој може би Исус го направил дури и мрзоволно. Не му се правеше, ама немаше друг начин, па мораше да го направи тоа. Тој го откупува човекот и сето создание преку неговото отелотворување. Тој не го прави минимумот колку само да не спаси, туку тој во равенката ја вклучува и убавината на созданието. Тој препознава кога некој нешто убаво прави за него, нешто што не е потребно или задолжително, туку едноставно е убаво и од љубов. Овој случај, како може би ништо друго, открива човечката природа на Исус. Дека тој уживаше во таа природа. Не беше природа на страдание, туку природа која тоа зеде во себе со задоволство. Природа која беше создание кое требаше да биде откупено и кое тој го направи на најубавиот можен начин кој постои. Може имаш некои аспекти од животот кои посесивно ги држиш за себе и не сакаш да ги трошиш за Исус. Може би не сакаш да трошиш никој работи за Исус. Едноставно ги држиш, си кажеш ова ми е презначено за да го трошам за Исус. Да знаете ли што? Марија го даде најдоброто. Кој знае колку време го собирала на тоа миро. Така го истори врз Исус и тоа беше нешто убаво за Исус. Верувам дека во овој аспект ќе размислиме кои се нештата кои може би ги држиме посесивно за себе. Нешта кои не сакаме да ги дадеме. Нештата кои едноставно се само наши и не сакаме да ги истуриме врз Исус. Но се нешта кои се убави за Исус. Нешта кои ќе сведочат многу повеќе за Исус отколку да направиш што корисно. Нешто потребно. Што и да е. Размислям кои се тие нешта кои Исус не ги дава на нас, затоа што се е според неговата благодат. И да едноставно ги истуриме врз Исус. Хајде да се молиме за крај. Татко наш небесен, ти благодарам Господи за примерот кој ти го оставаш на сите нас. Ти благодарам Господи за тоа што примерот на Марија кој го истори мирото врз тебе,
Беше нешто убаво кое беше дадено на тебе, Господи Боже мој. И откриваш еден нов начин со кој ние можеме да го градиме односот со тебе, Боже мој. Боже мој, ти не поикаш на едно минимум воздржано заедништво, туку не поикаш во едно целосно предаденост. Затоа што ти, Господи Боже мој, во тој однос се предаде целосно самиот за нас. Ти целосно се предаде за нас, Господи. Ти целосно, безрезервно се даде за нас. Боже мој, подсети не на тој влог кој ти го имаше. Подсети не на таа потреба која ние ја имавме, Боже мој. И подсети не на благодата која примаме секој ден, Боже мој. Не е по заслуга, ни затоа што нешто сме разбрале, туку затоа што, Господи, ти си милостив. Боже мој, Марија ја откри таа вредност, таа бесконечна вредност, Боже мој, во тебе. И таа се предаде целосно на тебе, Боже мој. Помогни ни, Господи, Боже, во нашите прашања. Помогни ни во односот кој го градиме со тебе. Благослови ни, Боже мој, со твојата љубов за другите, Господи Боже мој. И да се даваме секој еден од нас безрезервно на тебе. И Господи, на еден таков начин пристапиме во односот во кој ти не повикуваш по благодат. Се оставаме во твоите таткови раце. Амен.